Мотоциклите се најсупериорните видови возила кои се движат по земјата. Располагаат со изворедни можности за забрзување, сопирање, возење во свиоци, како и постигнување големи брзини. Ова се основите кои го потикнуваат мотоциклистот да ги проба сите можности, а со самото тоа се зголемува и опасноста од несакани ситуации. Дали може останатите учесници во сообраќајот да ја регистрират состојбата, да направат правилни движења на возилата? Со сигурност не. Замислете какво е чувството при брзина од 250 до 300 км на час. За сето ова, мотоциклистите мора да се свесни и да разберат дека овие перформанси се реализираат исклучиво на затворена патека, каде се спроведени сите безбедносни норми. Во секојдневието, менталниот лимит е неопходно да биде сведен на препорачаните брзини и регулираните прописи за однесување во сообраќајот. Во случај кога возите мотоцикл на автопат, неопходно е да сте соодветно облечени. Важно е да знаете дека вашето возило е подготвено за патување, откако сте направиле преглед на пневматиците, сопирачките и останатите команди. Потребно е да се концентрирате, бидејќи сте на пат каде сите се движат побрзо од вообичаеното во градскиот метеж. Најважно од се е автопатот да не го чувствувате како тркачка патека, каде ќе ги почувствувате можностите на вашиот мотоцикл. Со кратки свртувања да ги загреете пневматиците и секогаш да водите грижа тие да се со функционална температура, особено ако возите навечер. Проверете дали ретровизорите ви даваат јасна слика кога сте позиционирани напред, за се она што се случува зад вас. Постепено зголемувајте ја брзината, а кога возите низ свиоци и вие и вашето тело ќе бидете во функционална оперативност. Само така ќе можете да возите и да уживате во вистинска смисла на зборот. Ниту во еден случај не смеете да се деконцентрирате и вниманието да се насочи кон убавините крепатот. Следете го целото ваше окружување. Може би пристигнувате товарно возило, кое со својот волумен прави посилно струење на воздухот и представува потенцијална опасност да ве извади од рамнотежа. Истото важи и за сите останати возила, за тоа каде се наоѓаат околу вас, со која брзина се движат, дали држат стабилна линија на движењето по коловозот и кој се намерите на возачот. Во свиоци, секогаш внимавајте да сте на средина од патот, со што ќе бидете лесно воочливи, а од друга страна, секогаш ќе имате доволно простор за дополнителни маневри. Посебно е важно да внимавате на самиот асфалт, дали е чист или лизгав. Секогаш треба да сте подготвени и за страничен ветер. Поголемо внимание ви е потребно кога сте на автопат со две коловозни ленти во правец, поради тоа што, како на останатите учесници во сообраќајот, така и на вас ви е намален просторот за движење. Не заборавајте, секогаш во согласност со брзината да ја одредите и позицијата на телото. Поставеноста зад визирот ќе ви овозможи да се заштитите од ветрот. Неминовно е при влегување во тунел да внимавате на разликата во температурата на асфалтот, како видливоста и вниманието. Следејќи ги нашите совети, ќе уживате во безбедното возење. При купувањето на заштитната кацига е, прво големината. Мора да биде баш како што би рекле турците фес, бидејќи доколку самата кацига е направена малце да притиска на лицето, со тоа што може да приметите дека има заштитни сундири кои се облекуваат според формата на лицето. Секое лице е различно, што е нормално, нели, затоа е направено тоа се оформи спрема лицето. Доколку кацигата би била поголема, прво би било непријатна за возење, бидејќи ќе има движење од ветрот, а и не дај Боже доколку паднете со кацигата, самата глава ќе има простор каде да направи удар во кацигата, доколку таа би била баш точна според големината на главата, тој е стандард гарантира дека нема да има никакво оштетување. Најбитен момент е стандардот, тоа е хомологацијата на самата кацига, треба да е составен дел од кацигата. Тоест, во случајов е, например, сошиено, е дел од кацигата, а не е налепница. Е стандардот, значи дека, например, доколку не дај Боже вие ви паднале со оваа кацига, е стандардот гарантира дека овој заштитен визир нема да биде скршет или пукнат,
туку тој ќе биде само издвижен, тоест предниот дел од лицето ќе биде заштитено и нема да биде избодено или изгребено. Тоест е-стандард значи сигурност на прво на визирот. Втора работа, тој стандард значи дека оваа кацига при самиот пат нема да се распука, значи доколку е соодветно бројчето, главата нема да биде повредена, тоа зависи од големината на ударот. Сепак додека се вози кацигата, нормално и неопходно мора да биде врзана кацигата, бидејќи со самото тоа што доколку таа не е врзана, при самиот пат таа ќе летне, првиот удар ќе се анулира, но потоа ќе биде, да не кажеме, кобно. Постојат аксесори за кацига, со тоа што аксесори значи Bluetooth, надбрана Bluetooth, темен визир, по новите модели, по скапите модели сите имаат UV заштита. По спортските кациги, тоа е за брзинските мотори, имаат и аксесори кои што доаѓаат од долниот дел на брадата, тоест тоа врши улога самиот воздух при движењето да не влегува во кацигата, да се изгуби тој шум, а и попријатно е возењето на поотворени патувања. Во глобала сите мотори под самото седиште имаат еден вид на кука, која што е наменета за доколку немате простор под седиштето, доколку не се работи за скутер, на таа кука се прикачува самата кацига, се затвора седиштето, тоа е сигурностен момент за да не ви ја открадат кацигата. Марамата се става да биде самиот врат да биде заштитен од директен удар на ветар, доколку немате поголем ветробран, нели? А исто така и заштита од инсекти. Во поглед на безбедноста, тоест иновациите кај моторциклите, би напоменал дека ABS-от е составен дел од секој моторцикл, законска, тоест европска регулатива од 2014 година. Значи секој произведен моторцикл мора да е составна компонента, тоест дел ABS. Со тоа што ABS-от игра клучна улога во стабилноста на моторциклот, во исто така мора да напоменам, во влажни услови, неравни површини, додека пак не го препорачуваат за отворено возење во нормално време суво. Бидејќи самиот ABS, кога би дошле во кривина, значи самиот ABS има систем за да не дојде до директно прилизгување на предното тркало или задното при нагло притискање на кочница. Тоест, кога возиме во кривина, значи доколку стиснеме ABS, тоа ќе дојде до так сецкање, автоматски ќе дојде при самото прикочување под исправање на моторциклот, тоест нестабилност и излегување од траекторијата на движењето на самиот моторцикл. Додека некои мислат па дека е подобро, но зависи од брзината со која што се вози моторциклот, ABS-от е иновација од моторцикл. Тоест, почнато од моторциклите, па прв пат применето на автомобилите и сега повторно доаѓаме до момент каде што е составен дел на секој моторцикл. ABS-от, као систем, ќе биде вградуван само во големите моторцикли, као составна регулатива од 2014 година во европскиот закони. Самиот производител на било кој моторцикл, кој што има вградено ABS, има вградено копче, тоа е со зависно на самиот возач, кој што мисли дека му е подобро со возењето на ABS, вози со вклучен, додека тој што мисли дека не му го исклучува. Сега, ABS-от игра исто клучна улога кај големите моторцикли при кочењето. Значи се намалува линијата на движење, на кочење на секој моторцикл. И доаѓа при нагло кочење, например, не доаѓа до излизгување. Значи на предното или на задното тркало. Доколку кај скутерите, подобрите брендови, си имаат засебен систем на кочење, значи таму можеби не е потребен ABS, бидејќи независно која кошница ќе притиснете, тој самиот моторцикл кочи 70% напред, 30% од позади. Зошто е тоа така? Тоа е направено за не да Боже ви пресече некој, значи да дојдете до нагло стискање на предна или на лева или на задна кошница, па да не дојде предното тркало до лизгање или пак обратно до задното. Тоест автоматски тој ќе кочи рамномерно, 70% напред, 30% од позади. Други
системи кои што се вградуваат во безбедноста на моторциклите. Во поново време се системите за пролизгување, што е според мене многу битна работа. Значи, систем за пролизгување, кога тој е уклучен или додека возите во град, самото задно тркало нема да дојде до претерано лижење. Безбедноста во кривина ви е на оптимално ниво, бидејќи не му дава, вие може да дадете полна газ, моторциклот нема му дае, бидејќи според самиот нагиб на моторциклот и брзината која движите, компјутерски ве ограничува во убрзувањето. Податоците, системите ги црпат од компјутерот, кој што ги дава сите генерали на обртен момент на моторот, на брзина на движењето на моторот и на нагибот, тоа е оптеретувањето на моторот во самото движење по коловозот. Посебно значење играат системите нели ABS, ASR, тоа е системи за предлизгување во влажни услови, бидејќи траекторијата и движењето на моторциклот на суво и на влажно време не е иста и видливост е исто така намалена. Тука играат клучна улога, бидејќи при нагло или нагло притискање на кочницата не може да дојде до директно пролизгување на моторциклот.